Топ тема, добро вечер. Точно една година се навршува во среда од конституирањето на 11-тиот парламентарен состав од осомостојувањето на Македонија. Но што ново донесе големата смена на власта, осме промената низ бројки, моќи и позиции во пленарната сала. Од неколку аспекти, а за тоа, зошто македонската собраниска пракса никако да се сретне со современите парламентарни норми, вечерва во топ тема дебатираме со Сонја Мираковска, пратеничка на НСДП. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам на поканата. Љупчо Пренџов, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и поздрав што следат. Пренџов, бидејќи говориме за ново мнозинство, ново веќе еден роден ден од ново позиционирање во среда, предноста вечерва е за вас. Ако тргнеме од тоа дека предизборниот слоган Македонија повторно твоја на некој начин беше така срочен да алудира, асоцира на нешто што е одземено од граѓаните, па со победата на парламентарните избори треба повторно да им се врати. Што е тоа поразлично, поинакво што го испорача овој парламентарен состав кон граѓаните во првата година? Да, многу има работи кои што се поразлични и за среќа се подобри за разлика од порано. И да, навистина Македонија секој ден се повеќе и повеќе повторно на граѓаните на оваа држава. Ги започнам со законот кој што го изгласавме, со тоа што се покачи пензијата линеарно за 5000 денари. Исправивме една историска неправда, каде што во 90-тите години на минатиот век сите оние фирми во транзицијата и слабата и корумпирана држава во Република Македонија која што била тогаш, луѓето работеле макотрпно по 8 часа на ден, голем дел од фирмите не им плаќале придонеси и кога отидоа во пензија добиваа сите минимални пензии. Со ова еве повторно враќа Македонија нивна, добиваат една барем исправање или подобрување на една историска неправда. Добро е тоа што уште веднаш уште во првите денови кога дојдовме во собранието спречивме најавено поскапување на цената на електричната енергија. Тогаш сеќавам Христијан Мицкоски беше прво потпишан на тој закон, јас бев исто така помеѓу првите 2-3. Понатаму решивме веќе никој не зборува за луѓето со ретки болести, тука мислам на трикафта, тој проблем е веќе решен во Република Македонија. Направивме да државата и граѓаните стануваме погорди, не само Македонија твој, Македонија горда не беше ние слуганите. Сметам дека имаме одлучна борба со корупцијата на улиците, сметам дека имаме одлучна борба со корупцијата, она висока корупција која што е во високите ешелони, така што може да разговараме повеќе во оваа емисија. Сметам дека Република Македонија, тоа како е стабилизирана држава и тоа како е изнесена од дното во кое што беше втурната изминатиот период, и јас после една година од новото управувачко мнозинство во собранието сметам дека сме на висина на зачата. Тоа е моје мислење, се разбира, граѓаните се оние кои што одлучуваат дали е тоа така или не. Имаме за краток временски период повторно избори, додуша локални избори, но сепак ќе се види што граѓаните сметаат како работиме до сега. Добро, тоа е повеќе оценка за градоначалниците, но влијаат и некои одлуки на локална, на централната власт која што практично е целосно фокусирана за и во функција на локалните избори. Мираковска, се согласувате ли со овие оценки? Многу поразлична и подобра од порано, горда и повторно нивна, односно твоја на граѓаните, постабилизирана. Сега не знам дали да се насмем со колегата, работиме заедно. Ко да сме во две собранија, во два парламента. Се разбира дека не се согласува. Мислам, јас сум потолку време во парламентот. Ваков начин на работа, како овој мандат, вакво неработење во парламентот не се случило до сега. Значи, една година од конституирањето на новиот парламентарен состав во Северна Македонија, никаков напредок прво во реформите немаме. Нешто со што се обврзувавме, секој ден се обврзавме. Ние прифатија реформата, но тоа ќе зборуваме покасно и во октомври минатата година. Многу лоши практики. Имавме доблест, поготово како позиција во минатиот мандат, да работиме на еден нов деловник кој ќе ја подобри работата, затоа што со секој мандат се појавуваа се нови девијации на деловникот. Тоа го направивме. Овој деловник, оваа мнозинство се обидува сега уште повеќе да го дерогира, да го крши.
се ограничуваат правата на пратениците невидено, се инциденти во парламентот, едно бахато однесување на представниците на власта во парламентот кој ги избира. Значи, 2025 година една од круцијалните повреди на деловникот се случи во Комисијата за социјална политика, демографија и млади. На пратениците од опозиција не им беше спречено она што е дозволено со членот 131 од деловникот, те да предлагаат точка на дневен ред. И тоа се повторува во континуитет. Председателот на собранието не одговара соодветно на тој предизвик. Ни се случи на пратенички прашања. Министерка за финансии, која е избрана од ова собрание, да си дозволи на пратеникот од опозицијата, конкретно на колешката Славјанка Петровска, да ја каже дека нема право да збори за трошоци на семејство затоа што нема деца. Ја покрена јавноста со таква една бахатост. Председателот на владата на секој влегување на пратенички прашања, наместо да одговара, затоа што една од основните алатки на пратениците пред се од опозицијата за контрола на власта е пратеничките прашања, тој се заканува, мафта со прст и приоѓа на опозиција, значи се однесува како некој директно него да го нападнал, тој е должен да одговара, не онака да се однесува. И она што го направи Министерката за финансии беше продолжение на она што го прави премиерот. Со толкава мнозинство, со толкава моќ. Мислам дека навистина што ни се случи, само уште една работа, што ни се случи во редовна постапка поднесен закон од опозицијата, едно од клучните алатки на на пратеникот која е дадена со устав. Закон по редовна постапка од опозицијата, излегува Бојан Стојановски, предлага да се симне од дневен ред со образложение дека тој закон е решен веќе со... Не можам во моментот да се сетам затоа што на ниједен воопшто нема. Вие знаете што немате информации на собрание, не можете да ги најдете стенографските белешки затоа што се бриша се она што не им одговара. До таму денеска цел ден се пребаруваат седниците, не успеавме да најдеме затоа што она што не одговара не можете да го најдете, до таму стигнавме. Тој предлага да се симне од дневен ред, што е кршење директно на уставот. И до таму дојдовте и тоа ни се случи. Се извини координаторот на пратеничка група, вашата пратеничка група, душе не е јавно и во ќе беше уште пострашно ако тоа вие на нас не го направите. Значи, тоа се ситуации кои Јајте ги интересира почитувана колешки други работи. Јас намерно сакав да уште на првото мое излагање да зборувам, но во оваа година дена се покачува со 46% платите на образовните работници, се покачува платите на докторите, на медицинските сестри, на приватните стоматолози, на општите лекари. Сите тие плати се покачува, за кого 46%, за кого 10% во МВР. Значи континуирано се покачуваат платите во оваа држава. Јаните ги интересира дали ние од собранието ќе изгласаме закони со кои што тие ќе имаат подобар стандард или граѓаните ги интересира кој на кого што му кажал во некој од ходниците во собранието. Тоа Не, морам да ве прекинам, не зборуваме нити за ходници, нити за ништо. Зборуваме и тука сме пред се да зборуваме за дејствувањето или недејствувањето на собранието. Бидејќи она да биде поинакво и поразлично, подразбира и поинакво однесување и поразлично на собранието. Така, согласувам, затоа имаме забелешки дека тоа не е така. Ќе дојдеме до тоа. Ама само ми дозволите ако може. Добро, само забелешка дека освен законот за пензии, ниту едно друго останато зголемување на платите во ниту еден сектор не е резултат на работата на овој парламент, туку е резултат на усогласување со колективни договори. Номенклатура. Значи не е тоа така. Второ, зборувате за неработење. За прв пат во собранието со новиот деловник, пратенички прашања имате 2 пати во еден месец. Имаше времиња кога јас и вие овдека полемизиравме каде што преходниот председател на собранието, кој што е символ беше за непочитување на пратеници, заклучување на пратеници, однос кон администрација, пцуење на администрација, тоа се работи кои што ги гледавме со Талат Џафери со подршка на СДСМ. Денес собранието е следна. Имате вие 2 пати пратенички прашања. Денес во собранието, беше премиерот Христијан Мицкоски. Дали е пратеничко прашање да одговорите на прашање или дали е пратеничко прашање и дали доликува на тоа на парламент кога премиерот доаѓа
со однапред подготвена папка Не е точно. за како не е точно. Како не? Може Ние да- може да се согласуваме или да не се согласуваме со ставовите кои што ги има еден Димитар Премиерот Апасиев. доаѓа- Меѓутоа, тоа што во серија сесии на пратенички прашања го прави парламентот, еве јас ќе ви кажам и мој став, не мора да ќе дискутирате историја. Тоа е класична злоупотреба на институтот пратенички прашања, кога вие доаѓате со готова папка, со спремни наводни криминали на опозиција, кои што во пристојна демократија ќе завршат во обвинителството, а нема да бидат користени од собраниска говорница за линч на опозицијски пратеници. Ќе збориме за обвинителството, Кој и да е но- тоа? Не, зборуваме за минимум немање на пристојност во однесувањето во собранието. И тоа не е од сега. Тоа е и си влече корени понатаму, ама сега Да, тоа е како ваша, да добива. тоа е ваша перцепција. Па еве ве Она кое прашам, што се- дали за вас како пратеник доликува Ќе кажам. собраниската говорница на пратенички прашања да се користи за пресметка со опозицијските пратеници? Не, тоа не е така, но Како не е Како така? не е Ама така, може тоа да е толку завршам, јас евидентно. не можам човек. да Океј, да добро, составам ајде две одговори. реченици. Ајде. Ајде Значи, одговори. перцепцијата е едно. Јас немам проблем, секој може да има перцепција и мислење. Но, денешниот ден во собранието имаше надзорна расправа за воздухот во Скопје. И тоа ќе зборуваме и за таа надзорна расправа. Добро, колешки, Добре, без добре. нервози, ќе разговараме за се, тука сме. Денес во собранието присуствуваше премиерот. И вие како пратеник, било кој пратеник може да му постави неколку политички прашања. Од СДСМ дојдоа, поставија 0 пратенички прашања, никој немаше присутен. Од Левица никој немаше присутен и од ДУИ никој немаше присутен. Кажете Денес во зошто, собранието колега? ниту еден пратеник од Зошто? опозицијата. Кажете зошто. Полека, колешки. Па како не беше поискате, присутен да кажам. постави Ајде, прашање. вака Второ, сега. се извинувам. Не. Прво пред одговорете, дена, не. ама ќе Прво одговорам на Ама одговорете зошто е на така, моето кажете? прашање. Прво одговорете на Ајде, ќе моето одговорам. прашање. Јас мислам дека нема никаква пресметка со опозицијата. Јас мислам дека секој има право да постави прашање, ама да го постави прашањето, и секој има право да даде одговор како што смета дека треба да даде одговор. Потоа граѓаните, така е во секоја демократија, гледајќи го поставеното прашање и гледајќи го одговорот на тоа прашање, одлучуваат на кого ќе му дадат довербата. Тоа е демократија. Да завршам сега, може? Денес немаше никој присутен. Господине Христов, известувам и вас и јавноста, пред 5-6 дена имаше пратенички прашања. Тие што се на средината на месецот. Повторно немаше ниту едно прашање кон премиерот Христијан Мицкоски. Значи, опозицијата не може да Имаше ли креира прашање на опозицијата? Дали имаше прашање? Полека. Кон премиерот Христијан Мицкоски немаше ниту едно Мора прашање. ли да има кон него? Сакам да кажам следново. Имате опозиција во собранието. Ова сега што зборуваме се факти, Ова е аргументи кои маркетинг што сега, ги гледаме. колега, ова Нема е маркетинг. маркетинг. Сега не Уште знам една што да реченица имам, потоа веќе ви оставам вас. Без нервоза. Не станува збор за Господине нервозност. Христов, имаме ние опозиција во Македонија, која што, кога се гласа и се расправа за најкрупниот документ кој што собранието го продуцира во текот на една година, а тоа е буџетот, кој што е некаде околу 5 милиарди, и каде што законодавецот дозволува да имате 10 дена расправа во рамки на комисијата и потоа да имате 5 дена од 11 часот предпладне до полноќ, да имате 5 дена расправа, каде што ви дава законодавецот не 10 минути да зборувате, туку ви дава 20 минути, вие од 18 пратеници на СДСМ, од 18 на ДУИ и таму колку се на Левица, имате еден што зборува. Ни 5 дена, ни 5 минути не се користат. Така што сите оние флоскули што вака ги зборуваме ние по медиуми, може се нечија перцепција, може се нечие мислење. Јас ова што го зборувам се гледа во живо, во директен пренос и тоа се аргументите. И секогаш кога дебатирам, сакам да се држам исклучиво до аргументите. Па тоа се аргументите и перцепцијата дека и сегашниот спикер Африм Гаши по манипулациите на деловникот, барем на почетокот, не е ништо поразличен од тоа што беше Талат Џафери, но ќе ве оставам Уште вие е да се пострашно. Он е слаб за човек кој го води собранието. Не може да се справи. Многу често има суфлер од ВМРО и не одлучува сам. Видете, еден претседател на собрание мора да има повеќе интегритет. Тој мора некои одлуки да ги носи сам. Не можам слободно да кажам денеска каде е претседателот на собрание заедно со една цела свита на состаноци кои не се круцијални за да биде таму. Кога станува збор за Брисел, кога станува збор за Страсбур, Совет на Европа, каде што сме ние равноправни членки, каде што во време кога и Русија беше членка, најпознатите ликови се наоѓаа таму, кај нас е дискутабилно
председателот на собранието, председателката на делегацијата, кој ќе оди, дали од опозиција пратеник, ќе отиде на комисија која е во Париз во моментот, дали ќе присуствува. Замисли, тоа е кај нас под знак прашање ставено, тоа е редовна работа, редовен парламент. Секогаш кога ВМРО е на власт, тоа става под знак прашање. Учеството во Совет на Европа, учеството во комисиите. А денес се сите како свита некаде каде што не мора да бидат во толкав огромен број. Добре, да му оставиме на спикерот сепак право на политичка право на политичка проценка. Кога станува збор за надзорните расправи, значи дозволивте, ако позицијата морате да го водите. Надзорната расправа која се однесува на амбиенталниот воздух да се одржи посебно опозиција, посебно позиција. На една, значи, не се појави опозицијата на надзорна расправа која се одржа во анкетната комисија. Не седна позицијата да разговара како ќе се спроведне, ако сега ги уништиме надзорните расправи, ништо од една од клучните алатки кои треба да ги има собранието. Повеќе, сега барем стана и дел, не само од законот за собрание, надзорната расправа стана дел од парламентарниот, од деловник. Си дозволивте таков еден луксус сами да си држите сега надзорна расправа. Надзорната расправа нема никаква смисла без опозицијата. Вие сте тие кои морате да ги насправите сите напори, а не да бидете арогантни, да покажете сила, дека вие сте тие кои одлучувате што ќе се расправа, кога ќе се расправа, без никаков договор. Штована колешке, ако може. Може. Штована колешке, јас сметам дека во моментот и вие нас не викавте или не ви беше драго да присуствуваме, но како опозиција бевме секаде, секогаш присутни во голем број, сите од прв до последен, и дискутиравме сите од прв до последен, ги браневме нашите ставови, затоа што ние во нашите ставови веруваме. Во она што го зборуваме, веруваме. Секој збор еден го мериме, ни тежи, се обврзуваме на тој збор и затоа нас не ни беше битно дали... Тоа е ваша дали... лична перцепција. Дали вие ќе не поканите или не, но ние бевме присутни. Тоа што вие не присуствувате, што не го поставувате прашање на премиерот, не користите ситуација кога доаѓаат министри, па да им пошлете по 10 прашања од пратеник, тоа е ваш начин на работа. Сега кај друго се разликуваме во собранието. Без сакав да кажам, немав можност. Добро да се знае дека денес функцијата пратеник, за разлика од преходните мандати, е многу поразлична. Зошто? Затоа што денес, од мај до мај оваа година, пратениците ние имаме поднесено 89 закони, од вкупно 182. Значи, тоа не се случило никогаш преходно. Ова значи давање на нов квалитет на собранието, е на нова димензија. Зошто? Затоа што ние како пратеници бевме на листите на парламентарните избори, секој од нас тропаше на ватата кај домакините ширум Македонија и сите имавме, ги слушавме нивните проблеми и дававме определени ветувања. И ние како пратеници, голем дел од она што значи законско решение, кое што може да се разбира во консултација со надлежните, ние поминуваме нови законски решенија. И тоа е добро. И тоа мислам дека треба да се поздрави, независно која води владата, независно која е опозицијата. Аргументите се следни. Имаме опозиција моментално предводена од ДУ или од СДС, од левица, не знам, која што едноставно е неактивна. Нема идеја и не знае што и како понатаму, бидејќи најголем дел пред се во првите 3 да ви се корумпирани и ви се компрометирани. И тоа не е смешно, не знам зашто. Мираковска, ако ни се поклопуваат податоците, тоа е навистина овој факт, бидејќи веројатно Пренџов не сака да ги спомене 209 закони во скратена постапка со кои што ја триплира негативната оценка што ја заработи минатиот парламентарен состав од Европската комисија, но овие бројки за закони поднесени од пратеници се како бројка точни. Јас дури мислам дека се повеќе. Точно се бројки, дека нема повеќе помоци, има точно. Ако ги исклучиме оние што ги знаеме сите, се споменуваат во јавноста и се поднесени од некои пратеници кои имаат кои постојано
како да ставаат капачиња на некои закони од реформската агенда, сепак тоа се 3-4 закони, сепак ова се бројни закони поднесени од пратеници. Точно така, поднесени се, еве 85, 89, јас мислев дека се 95, помалку сте поднеле закони. Точно, поднесоа 200 закони во скратена поставка, 150 се поднесоа 200 закони, 150 закони во редовна постапка, од кои имате закони кои се за скратена, ама ги ставате тука за да се зголеми бројката, затоа што станува збор за закони во кои се олеснува, нема сертификат за да може некој директор да биде назначен, такви се бројни. После случајот во Кочани, дел од законите се однесуваат за измени во надзорот, измени во надзорот за лиценци, такви закони. Усогласување со Зороду, промена на името од Република Македонија во Република Северна Македонија, и тоа оние кои се најгласни, тие ги предлагаат таквите измени. Се случи законот во образование има највеќе измени, ама имате закон за образование кој е 4 пати сменет. Имате закон во 2 месеца, имате закон за средно образование кој 4 пати се менува. Нешто што покажува дека пристапот на владата е крајно несериозен за една толку чувствителна тема како што е образованието. Во 2 месеца 4 измени е страшно. Значи, овде не станува збор за реформа, овде станува збор за незнаење, за брзоплетост, како што брзоплето го донесовте законот за Зороду и после усогласувавте. После ви се случи, за да можете да усогласите, да ги покриете дупките што ги направивте затоа што со Зороду останивте. Едно министерство формирано за спорт, претходно што беше Агенција за млади и спорт, да останат без плата, надзорите, исто така инспекцијските служби да останат без плата, па ви си дозволивте Законот за инспекцијски служби во неколку седмици да се расправа и 33-та седница да ја закажете само за тој закон и да потрошите над 30.000 евра само за таа седница. На вас секоја седница ви почнува со 5 точки, а ви завршува 10 на 12. Вие имате празнини во работењето. За да покажеме дека работиме, сконцентрирате ги работите. Направете седница со 30 точки, па место да потрошите 100.000 евра, потрошете 30, или место 150, потрошете 100, соберете ги на едно место. Што сакате да покажете? Маркетинг дека работи. Која седница не ви е почната со 5 точки? Секоја седница. И таа, што ви реков, една единствена точка. Законот за инспекцијски надзор на 33-та седница. Само затоа што пропуштивте тоа да го регулирате во Зороду и луѓето со месеци останува без плата. Тоа е кога се работи без план, кога е нешто само за да се покрие, да се направи маркетинг, се случуваат такви. И вас никој не ве повика. Не дај Боже ние да правевме седници со 5 точки. Вие имаше тапани да земете, да ни кажувате, оти трошиме, оти сме се вртиме во круг, може да... Не се вртиме во круг. Сега, за 89-те закони. Тоа се закони од влада кои на вас ви ги подметнуваат. А зошто ви подметнуваат, ќе ви кажам. Немате потреба да вредувате, ве гледам дека сте цела вечер така. Имате многу закони, колега, и тоа беше на Комисија за политички систем, еден од законите, расправате. Значи, стои во него дека во преодни завршни одредби ќе се решават, нема да се однесуваат новите законски решенија за одредена категорија граѓани, ќе се однесуваат старите, а вие немате никакви решенија. Прашајќи една ваша колешка зошто вие немате решенија во законот, зошто повикувате на преодни и завршни одредби, знаете што ми кажа? Не сме го виделе, се извинуваме. Сега ни стигна од влада и така. Само како дополнување, ќе реплицирате, но само како дополнување, колку тука има автентични иницијативи, бидејќи гледам имате анализа, а колку го има она, бидејќи имаме слушнато, има и јавни изјави кои што можат лесно да се прогуглаат и сега од одредени министри, кои зборувајќи за одредени проекти или законски решенија велат, ќе видиме како тоа ќе се направи, дали ние ќе го поднесеме или ќе оди преку пратениците. Законот за проценка, чисто да кажам за кој закон се однесуваше на мене. А сега вака да имам едно по едно, може? Прво, да знаете дека да информирам јавност, еве се трудам јас вака пердујове кои што се фрлија да ги имаме ние понесено во 2024 година вкупно 175 закони, од кои 65% се усогласување со Зороду. Еве ќе ви дам еден пример.
Министерство за транспорт и врски, така се викаше. Сега се вика Министерство за транспорт. Кога вие ќе го смените системскиот, големиот закон, и се вика само Министерство за транспорт, зборот врски се брише, тогаш ви доаѓа министерот во собрание со 9 закони и вели и јас како Министерство за транспорт и врски, ова име го има во 9 други закони, да се сменат само во транспорт. По каква постапка треба да оди? Ако не по скратена постапка. И сега што ќе расправа опозицијата за тие закони, објаснете ми, за 6% од закони. Сакам да кажам, господин Христов, ако 9 закони, еден збор бришеме врски зборот, да со транспорт и врски само транспорт, јас не знам по каква постапка треба да оди. И такви се 65% во 2024 година и имаме 37% во 2025 година. Има законски решенија кои што Колега, до кога ви беше рокот да го согласите со Зоро? До декември, мислам? Кои што се поскратена постапка, но тие законски има законски кои што се реформски. Значи, за разлика од СДСМ и Кои, ДУИ. например, од реформски. Например, поскратена, бидејќи овој аргумент зошто се носат поскратена, па зошто не често го користите, кој како ги законите, например, законите за каде беше за планот за развој. За планот за развој сите законски решенија беа донесени по скратена постапка и беа поддржани од СДСМ. И тука е многу една важна работа со која што вака ќе опукнеме балонот. Тоа е следниот. Добре, тие не влегуваат, тие се во пакетот, добре. Само да завршам, ве молам. Тие се во пакетот од само 7 закони со европско знамец. Ако вие различни се од другите поскратена постапка, колку за бројките, да бидеме принципиелни. Еве, бројките се едно. Суштината која е? Колешката почитуваната пратеничка Мираковска е член на Комисија за политички систем, со која што јас имам сега чест да председавам, претходно таа беше председател на истата комисија. Обвинува за 2-3 законски решенија дека се недобри, дека се неквалитетни и дека внатре има пропусти. Јавно прашувам сега, дали таа или било кој од СДСМ, или било кој од ДУИ, или било кој од Левица поднесува амандман со кој што грешките, безопретоста и незнанието кој што наводно го имаме ние, ќе го исправат. Да ви кажам што е одговорот. Нема амандман поднесено. СДСМ, ДУИ и Левица немаат поднесено амандман на ниту едно законско решение од овие кои сега ги критикуваат дека се брзоплети, дека се од незнање, не знам што. Јас разбирам дека има политичка борба. Јас разбирам дека може би има и искри. Но кога се работи за аргументи, кога се работи за фактичка состојба, ние мораме да гледаме со ишт аршин. Покачувањето на пензиите, покачувањето на платите на другите целни групи, им зависи на сите граѓани, не само на пратениците во собранието. Значи вака, зборуваме сега принципиелно за работа, принципи и модели, начини на работа на собранието и почнавме околу итната постапка која што вие искратената постапка која што многу ја критикувавте, а сега исто се применува и тоа не можете да го може да има маце принципиелни. Ајде да видиме тука. Ние сме разговарали, јас сум и критикувал, таму сум седел, но беа европското знаменце. Сега кажавте вака, во собранието се донесени 7 закони. Само не реков само 7 закони од таму 280 со европско знаменце кој што ги поддржала и опозицијата. Дали тоа е нов квалитет во функционирањето на собранието? Да. Не знам, ако ќе кажам дека европски пред да ви одговори Мираковска, морам да ме прашам како да го рачунаме квалитетот. Да го сметаме со оние дополнителни амандмани поднесувани од Бојан Стојановски и Антонио Милошевски со кои се дерогираат законите или без нив? Мислите дека искусен пратеник како господјата Мираковска, кој што е 20 на години во собранието, ако еден ќе биде здравје, Боже сте жива и здрава, 18 на години, е небитно, вака искусен пратеник, како вие имате законско решение, кое што е несоодветно, е смешно, нема да има амандмани пресконференција од собрание, ќе ве молам. Па вие имавте цело... Сте виделе вие СДСМ, некој да има амандман, кој што ќе спори било кое законско решение. Вие имавте писма од 30 невладени организации. Зашто? Вие имавте став од Европската комисија дека законот за јавни набавки го терате во спротивно, спротивен правец и на крајот... И јас го подпишав тој закон. Може да го зборам законот за јавни набавки. Ајде се, може ли се нешто? Кој беше одговорот на забелешките на Европската комисија? Видете вака. Не ги прифаќаме вашите забелешки, ние сметаме дека сме во право. Единствениот закон во рамки на собранието.
Извинете, колешки, бидејќи ова е многу важна работа, јас сум го подпишал таму заедно со колегите кои што ги потенциравте. Тоа законско решение прво и основно почна по скратена постапка. Имаше тогаш реакции. Се повлековме, го дадовме поредовна постапка. Направивме состанок со антикорупцијска комисија. Дојдоа 5-6 луѓе од таму. Направија антикорупцијска проверка на законското решение и потоа законското решение отиде во редовна постапка и се изгласа во собранието. Тоа е еден школски пример кој што ги подешуваат сите како треба да изгледа процедурата за донесување на едно законско решение европска беше. Со истите решенија и со одговор до Европската комисија жалиме, вие мислите што сакате, ние ќе правиме што сакаме. Не е точно тоа, не е тоа. Затоа што не ги интересира реформската понесовте вие, извинете, амандманот и законско решение, не понесовте. Значи вие имате закони на кои имате круцијални амандмани кои може да ги подобрат, ништо од опозицијата не прифаќате затоа што толку сте полни со себе, немате потреба ни да разговарате за нашите. Нема што да прифатиме. За да прифатиме треба да седнете и нешто на хартија да го напишете. Вие немате такво нешто, почитувана колешки. Сакате да кажете ние ништо не правиме, вие сте тие што работите. Јас не да кажам, ама тоа се гледа на телевизија. На телевизија. 5 дена имате за зборување за буџет, вие еден човек само се јавува. 60% од законите кои ги носите, колега, вие ви се усогласувања разни на кои нема што да се дискутира. Намерам да се расправам лично со вас. Битна е суштината, а суштината не е така како што кажувате вие. Нема суштина, нема закони, нема реформски, нема круцијални закони важни за да ги направат луѓето горди. Нема. За тоа што не сте во тие категории, правите усогласувања закаснети од пола година. И стотици илјади луѓе на кои што ми е подобрен животот, за тоа не знаете колку се тие луѓе. Вие сте тие сега што освен за пензионерите што за некој правите, тоа не е така. Не само за пензионерите, и за доктори, и за стоматолози, и за луѓе во МВР, како колега. Пред некој ден една госпоја која работи во текстилна фабрика, свесна и кажува: знаете што, за ваше време не направивте да се чувствувам сигурни, да имаме минимална плата, да не работиме во сабота, недела, да имаме сега плата над 500 евра и да се чувствуваме како луѓе. Е, тоа го направивме ние. Може би колку вас не правихме маркетинг, па многу луѓе. Ги подценувате граѓаните? Доживеавте дебакални збориве и се уште не ви доаѓа паметот, многу ги подценувате граѓаните. Абсолютно никого не подценуваме. Да ви кажам, прехмо за врските знамица. Значи, колега, не дозволувате некој друг да каже ништо. Тоа е моје мислење. Значи, ние ги подценуваме граѓаните. Вие сега им викате договорете се вие, владат, премиерот им вика, вие договорете се, нема трипартитен договор. Не учествува владата во разговорите меѓу синдикатите и работодавачите. Вие договорете се. И на крај сече и вика, еве ви толку. Тоа е ние што ви даваме од моментот кога не сака да се вклучи во тој разговор. Заедно седнуваат владата, синдикатот и работодавачите. Секогаш, освен сега кога Кристијан Мицкоски ка вие договорете се. Кога да фрлите на некого, вие сами тоа направите и после одлучува, пресекчува, што мислите, тоа е толку, тој што им фрла, тоа е доволно. Зошто не седне да разговара, да ги чуе аргументите од сите страни? Мислам дека и да пресече тогаш. Завршивте? Тоа знаеш каква игра е? Страшна игра. И после продавате. Почитувана колешки, мислам дека многу ги подценувате граѓаните. И мислам дека колега, тој заборавете не сте опозиција. И мислам дека ова што го зборувате не сме опозиција, напротив. Тоа се однесува многу одговорно и секој збор го внимаваш и ви го кажам. И не трескам и не викам, туку ви кажувам, го зборувате преку аргументи и онаки како што се. Зошто јас не ви кажам аргументи? Гледам, па ова емисија малку поретко. Онако сакам да ви го кажам, разликата помеѓу тоа што вие го зборувате и кажувате примери со граѓани, јас не знам, можеби ги има, можеби си ги измисливте сега, како и да е, не знам, но немојте да ги подценувате луѓето дека тие не знаеле за што гласаат. Немојте да ги подценувате луѓето дека тие не знаат на кого сега на анкетите му даваат поддршката. Немојте да ги подценувате граѓаните бидејќи дека погрешиле затоа што ви дале поддршка. За 3 месеци повторно ќе има избори, а за 3-4 месеци сме живи и здрави, јас и вие повторно ќе се видиме. Да не биде потоа вака, ние го силуваме собранието некакви скатени постапки, а не правиме ништо внатре, а вие сте добрите кои што носите со европско знамеце закон за коцкарници, за артан груби и дуи да прават пари. Не сте опозиција, колега, ви кажа. Одговорете што сте направиле за година ден. Јас само ја правам разликата која што беше на оваа емисија пишано дека на граѓаните ништо, а во собранието не. Ние се трудиме, државата и веќе успеавме од длабоко дно
да ја донесеме на позитива и ќе продолжиме така. Вие ќе донесете во крајното односо задолжувањето затоа што не правите ништо за реформите. Кај задолжуваме, како се позиционираме геополитички, геостратешки, да поразговараме за тоа, не е проблем. Тука сме. Би сакал да продолжиме на неколку конкретни теми. Една од нив е последната одлука на Уставниот суд. Тука, за жал, имавте консензус сите партии лани, а така е секогаш кога се во прашање партиските интереси, да им го згорчите животот на независните листи. Независните листи на последните локални избори се покажаа како трета политичка сила. Го зголемивте цензусот, наводно грижејќи се да ги исполните препораките на ОПСЕ ОДИХР, и ако не ги исполнивте и до ден денеска не поднесовте закон, измени на изборниот закон како што налага реформската агенда, како што вели владата, но еве, доколку не се интервенира во меѓувреме, постои ризикот според најавите од Уставниот суд и според проценка на дел уставните експерти за голема правна празнина која што ќе ги оневозможи независните граѓански групи за кои ќе повторам, беа трета политичка сила на последните локални избори, повторно да се кандидираат. Што планирате на тој план? Добро, изборниот законник, знаете дека е во Министерството за правда. Не, и не е се работи не. Истиот. Она кое што јас го имам информации се такви, господин Христов, простете. Последната информација од денеска од вице-премиерот од истата влада е дека, за жал, со тој закон кој што е и дел од реформската агенда, нема да се стигне. Јас не цитирам нешто што... Јас го цитирам министерот за европски прашања кој што зборува во име на министерот за правда, кој што и денеска не најде за потреба, барем за прв пат или некој велат за втор пат да се појави во собранието пред Националниот совет за евроинтеграции, а од неговото министерство до 30 април требаше да 31 април или 30, добро, требаше да излезат 11 закони според владината програма, 11 реформски закони, не излезе ниту еден. Сега збориме прво за ова или за 11? Прво за изборниот законник. Сакам да се разјасниме дека изборниот законник секогаш се носи со консензус. Значи, независно дали ќе го приготви правда, дали ќе го приготви, а во собрание ќе биде изменет на еден или друг начин, ќе го видиме и ние и јавноста, ќе дискутираме, претпоставувам, повторно за таа тема во следниот период. Се носи со консензус сите политички партии, поголемите политички партии во собранието. Например, во изминатиот период ние имавме состојба во која што ние бевме за една изборна единица, но например ДУИ и Алијанса беа против, Сабан беше јавно за, тајно не беше за, но секој изборен закон се носи со консензус. Не зборуваме за крупни политички прашања за кои што нема консензус. Секогаш изборниот законник се гласа со консензус. Не, зборуваме за сет од 25, зависно како ги броите, приоритетни, неприоритетни во која област, зборуваме за сет од забелешки на ОПСЕ ОДИХР од последните избори за унапредување на демократскиот процес. Тоа е подобрување на некои механизми во постојниот закон. Точно. ОПСЕ не тера нас да го менуваме изборниот модел, ако не сакаме, но има сет на норми кои што мора да ги усвоиме. И сега, ние се наоѓаме во фаза кога слушаме изговори. Ама сега на 6 месеци не смел да се менува закон. Па што не сте испланирали? Што не сте испланирали? Вие сте мнозинство. Имате министер за правда. Имате влада која што рекла дека ќе ви го достави како на пратеници до крајот на април и сега ние немаме. Сега вие ме прашувате мене и јас ви давам одговор дека во собранието чекаме изборен законник. Кога изборниот законник ќе стигне, ќе го видиме сите, ќе го видиме ние, ќе го видите вие медиумите, ќе го види преку вас и јавноста и ќе разговараме. Јас мислам дека стигне изборниот законник. Тоа е прво. Второ, ви кажав дека мора да има консензус. Не е добро ако вие сте мнозинство како што велите, да тераме на сила некои работи, па потоа истиот вие ќе ми кажете дека ова и ова и ова
би се може, па го решавте на сила. Не, ние сакаме да имаме изборен законник, бидејќи сите одиме Едно е да се донесе на сила, друго е да не се предложи. Во овој случај не е предложен. Јас викам дека го чекаме од правда да дојде во рамки на собранието и ќе го разговараме. Значи, во изборниот законник да, ја сваќам која ви е поентата за листите кои се независни на локалните избори. Значи има луѓе кои што и сега доаѓаат во собранието и разговараат. Некои велат дека се премалку 1000 потписи за формирање на политичка партија, дека тоа треба да биде сериозен проект, треба да има 5000. Па јас им велам добро, но што правиме со некои други држави каде што треба многу помалку да има луѓе. Па тие велат дека во некои држави, како што на пример Србија, Грција, па и во Германија, оние кои што на избори имаат 4%, имаат 4% на цензус 40 гласа. Затоа гледаме да видиме, господине Христов, ќе бидете вклучени и вие медиумите, ќе биде вклучена опозицијата, ќе бидеме ние вклучени како пратеници и ќе разговараме што е најдобро за следните локални избори да се направи во изборниот законник. Да, господине Пренчев, го чекаме секој момент да дојде во рамки на собранието и ќе го дискутираме истиот. Добро. Тогаш, значи, колег, прво, за изборниот законник. Во реформската агенда од октомври 2024 сме се обврзале дека ќе донесеме нов изборен законник. Значи, влегува во реформската агенда и Министерството за правда е задолжено да излезе со ново решение, каде што можеби ќе има решение и за избор на единици, една повеќе број на процент на членови според член 17-18 кој сега е рушен од страна на Уставниот суд, но ние такво решение немаме. И тоа е еден од 11 реформски закони кои не се донесени, а за тој закон последен рок кој сме си го дале ние самите како држава е јуни месец. Крај на мај, ние од додуше денеска имаме изјава дека нема да се стаса на време. 4,5 милиона, 4,300.000 евра неповратни средства од Европската Унија се однесува и треба да бидат исплатени само за тој дел од спроведување на реформската агенда, а ние тоа не го правиме. Може ли сега да се вратам на договарањето? Прво треба да кажете на јавноста дека во поглед на планот за раст и реформската агенда, значи, ме прекинавте нашата Република Македонија, за наша среќа и ваша, почитувана колешка, среќа, сме држава која што е лидер во Западен Балкан. Заради тоа што ги направивме во собрание, почитувана колешка, реформите. Први повлековме транша на евра од страна на Брисел. Почитувана колешка, останаа неколку закони. Не зборувате за нешто пред 20 години. Не, колешка, тоа е пред 3 месеци, не е пред 20 години. Тој процес не го следите. Значи имате нова реформска агенда која е одобрена од страна на Европската Унија. Имате 6 милиарди на располагање. 2 милиарди ви се така грант, а 4 ви се кредити. Дали ги сакаме да? 4 милиона се пари кои сега Македонија треба да добие 750 милиона евра, кои ако не ги добие, ако не ги изработи, ќе бидат распоредени на други Ние имавме од Брисел да ви ги почитам кои закони. Ние ги донесовме законите први од Западен Балкан. Затоа и КОС вели дека вие сте шампиони во реформите оваа влада и парите ни ги дадоа, веќе се на сметка на финансии, парите веќе се реализираат. Тоа се авансни исплати, колега. Пред 2-3 недели. Имате реформска агенда. Нови закони, почитувана колешка. Имате авансна исплата од страна на овој месец, утре на влада ќе поминат. Ќе ви кажам и кои се законите, се сме у рок. И треба да бидете среќна што за прв пат после долго време од сите држави на Западен Балкан ние водиме во реформите. Кои ќе поминат до утре? Еве ги. Закон за електронски комуникации. Не е на ЕНЕР ви е ставен многу одамна, односно да бидам точен. Не е дел од 11 трети, како господине. Не е дел од 11 спорни на Министерството за правда. Ама не се само правда, има повеќе области. Не пашавте кој утре на влада ќе поминат. Јас почнувам да ви ги читам. Значи не се само 11 закони на правда. Значи имаме многу закони од дигитализација. Еве ги, Закон за електронски комуникации. Законот ви е ставен на 11.3.2025 година за следување, утре би требало да помине. Закон за електронски документи, електронски идентификации, доверливи услуги и тој закон го решаваме, а е поврзан со реформската агенда и е поврзан со планот за раст. Понатаму Закон за безбедност на мрежи и информатски системи. И овој закон треба да помине, ќе дојде во собрание следната недела или во текот на
2, 3 јуни отприлика и тој Ама ќе тоа е биде... секи колега, да не сме били, не Јас знаем. праша, кои закони ќе поминат утре на седница на влада? Ајде Ова е сега, многу лесно добро, проверливо, прочитувам. Зошто Ајде сте... прочитајте ги уште останат. Не, не ги прочитувам, значи ме стакате дека овие се аргументите. Значи, сега, законите за правда се на ЕНЕР, се во завршна фаза. Јас разговарав и го гледавме и министерот даваше изјава дека очекува дека во најскоро време и тие ќе поминат. Јас ви кажувам една работа, до крајот на јуни месец Република Македонија има намера да остане држава лидер во Западен Балкан во спроведени реформи. Имаме намера оние средства кои што ни ги дава Европската Унија до денар да се ги искористиме и во буџетска поддршка и во проекти за граѓаните, и тоа е наш императив и ние ќе успееме. Изгледа не бевте денеска на седница на Национален совет. Бев, излегов, пак влегов. Не го слушавте министерот за европски прашања? Не го слушав. Не го слушавте, па тоа. Зошто треба? Па требало Кажал да го нешто дека слушате, нема да успееме. бидејќи во отсуство на министерот за правда, кој доцни со 11 проекти и не најде пак за потреба да дојде во собранието, што вас треба да ме загрижува и мене како граѓани, и вие треба да го повикате да дојде. Министерот за европски прашања рече дека за најмалку 3 закони: изборниот закон, законот за кој што сите го чекаат и го очекуваат, за реформа на судскиот совет и закон за совет на јавни обвинители, нема да стигнат. Тоа е од министерот, јас не го измислив. Две работи сакам разјаснење. Првата работа е факт е да го потврдиме сите овдека дека досегашните реформи во оваа година дена предничиме во Балканот, во Западен Балкан, од сите 8 држави, тоа е факт. И второ, ви гарантирам дека до крајот на јуни месец, согласно договорот и согласно она кое што се бара од Република Македонија, ние законските решенија ќе ги поминеме. Ма пак сме со ке. Денеска сме мај. До крајот на мај јуни. сме, човече. Овака кога зборува в колешки препоставува со некој друг, дека до нова година ќе завршиме реформи, викаа ќе. Нова година помина, парите ги земавме, први сме, молчевте. Сега повторно ќе. Погледнете ги изјавите сте што доаѓаат во Европска унија и ќе ви станат јасно работите. За ваучери во охрид пари не земаме, не се секирете за враќање. Добро, сосема накратко, за да одиме и на последното прашање, ме интересира и од кој е ставот на партиите, бидејќи во однос на цензусот кој што сега го нема, бидејќи ставот на Уставен суд е дека со укинување одредби нема, став на правни експерти е исто дека не може да се применат старите, а од собранието излезе став дека на избори ќе се оди со старото решение, што не соодветствува со оценките и препораките на Уставниот суд и на уставните експерти. Што ќе правите во овој случај? Прашањето и за двајцата, ќе се договорите да има нови одредби или ќе оставите вака ова да виси, бидејќи консензуално се договоривте и да им го згорчите животот. Тоа е факт. Сите 4 партии заедно го изгласавте овој закон, како што заедно си ги гласате сите други закони околу изборите со цел да обезбедите фаворизирачка позиција на поголемите партии. Јас мислам дека треба да се почека барем уште неколку дена. Еве колегата тврди дека ќе излезе Министерството за правда со нов изборен законник, што не е обврска по реформската агенда. Дека не треба да се остави празнина, не треба да се остави празнина, треба да се разговара или барем во најкраток можен рок да се одржи јавна расправа, да слушнеме и мислењето на експертите што ќе кажат околу тоа решение. Мислам дека и тоа најдобро за да ги слушаме критиките за претходното решение и за нашето ново кое сега е срушено, важечкото кое е срушено од Уставен суд. Ако друго не, се надевам дека партиите барем за тоа ќе се договорат да ја викнеме јавноста, да дојде во собранието на јавна расправа, да слушнеме што предлага, да не биде само договор меѓу партиите. Но еве јас зборувам како пратеник на помала политичка партија, очекувам дека така ќе се однесуваат и поголемите партии кога станува збор за овие решенија. Мустаф е многу јасен дека само преку разговори, преку инклузивност и преку транспарентност од сите засегнати страни и на очиглед на јавноста се доаѓа до најдобрите решенија. Јас верувам дека изборниот закон ќе биде стигнат во собранието. Ще една пауза за реклама. И влегуваме сега при самата завршница, не сме сосем при крај. Јас во меѓувреме додека траеше паузата, бидејќи ќе продолжи ова натегање околу што е перцепција, што е реалност, различност, протиставување на бројки.
Намерата беше да разграничиме каде се принципите, модерните принципи во нашиот парламентаризам, меѓутоа избегавме од таа тема, и каде се тука граѓаните во интересот на пратениците. Па, ајде да ја завршиме малку поинаку со поможност за едно прашање. Што е она што вам ви смета во работата на власта и обратно, Пренџов, што е она што ви фали да бидете подобри кај опозицијата, но прво предност за опозицијата, како на пратенички прашања. Ајде, ова ни за еден практичен пример сега ќе го артикулирам. Пред неколку дена поднесовме закон во скратена постапка за поддршка на страданите во несреќата во дискотеката во Кочани, членовите на нивните семејства. И бевме така брутално одбиени од позицијата. Ни се случи една страшна несреќа на нас, на сите, не само на Кочани. Еден град ни клекна на колена, ни загинаа многу млади. Само извинете за да ве прекинам. 8 минути се, значи, се вкупно дебатата околу вашето прашање и неговото ќе траат по 4 минути и за едниот и за други. Чи сите констатиравме во тој момент дека системот е тром, не мораме да го поправаме. Таа несреќа нас не доведе пред зид и ние мораме нешто да направиме за граѓаните од Кочани и за сите. Значи мораме да им помогнеме на тие граѓани и со инстант побрзи решенија за да можеме пред се оние кои се повредени, млади луѓе кои треба да го продолжат животот, да дадеме максимум како собрание со законско решение, а понатаму и како надзорен орган собранието со својата надзорна улога да вршиме мониторинг и контрола над спроведување едно такво решение. Јас ќе ве замолам, дајте го на колегата Пренџов, може би го има. Ова е законот во редовна постапка кој го поднесовме сега. Очекуваме во најмала рака да седнете со нас, да разговараме за законското решение. Ако имате подобри предлози, да разговараме и за тоа, но должни сме да направиме нешто повеќе. Затоа што ваква несреќа не постои друг начин да ја решиме. Во моментот луѓето ни шетаат низ лавиринтите на системот и не можат да ја добијат потребната помош. Ќе продолжам понатаму, пошто гледам дека колегата сака да ми одговори. Мора да ви одговори, бидејќи реков има време, реков дека ќе внимавам на време. Очекуваме од вас. Не слушнавме ништо. Сериозност. Вред, прво, кога разговараме за Кочани, биќе само за тоа говоревте, јас секогаш кога се спомне тоа, се трудам и сакам да искажам кој знае кој пат сочувствува сите оние кои што ги изгубија своите најдраги и најмили и побрзо заклучнување оние кои што се повредени. Јас сум читуван на колешке 12-13 години, нешто помалку од вас во јавниот живот и отприлика ги познавам луѓето кои што се и мои политички соработници и оние кои што се седат на крајот на собранието таму. Но на еден ваков случај, ваква некрофилија од многу политички актери не видено. Аман, колега, дефинирајте некрофилија. Вие знаете ли што е некрофилија? Колешке, паме, било која тема, вие сте толку диспонирана вечерва, што не знам што да кажам. Дозволете ми да завршам. Што јас, како човек, нема да се втурнам во политизација и во правење на проценки на нешто вакво слично. Во поглед на прашањата што јас мислам за опозицијата, бидејќи тоа беше исто така прашањето. Уште 30 секунди има. Ако сака да контрол, како се вика контрареплика. Седнете и вие сите повтарате. Прочитајте што значи некрофилија, немојте да се расфрлате со зборови. Гледаме колку сакате да влезете бес и јад и како сакате да имате чувства на многу мајки, татковци, баби, дедовци кои што изгубиле своје, како се поистоветува, како играте со најсилните чувства на луѓето, мислејќи дека ќе добиете било каква политичка, тоа е срамота. Тоа е срамота, колешке. Голема срамота е. Единственото нешто во јавност кој што го зборувате е подгревање на најдлабоките чувства на граѓаните кои што имаат и емпатија. Никој не е оставен во емпатија. Луѓето беа згрижени во Европа, оние кои што за жал. Сега се вратени. Ајде, молам, прекинете да се. Има ли потреба овие деца сега во моментот да добијат? Многу пати во текот на оваа емисија, мислам дека
потреба за да дама како добијат вас не помош личи во ваков моментот. начин на комуникација. Знаете ли? Ако не се согласувате со она што го Колега, зборувам, имате вие ништо зборови. не правите. Не, Сакате ние една правиме. страшна Знаат трагедија. граѓаните на Кочани што ние правиме, што прави влада, Ништо што не прави тимовите таму Апсолутно и колку ништо има не специјалисти правите. пратено, колку има Вашиот психолози пратено. отидоа да им И Црвен направат- крст знае, многу луѓе знаат. Значи ова на Корешки јас нема да се втурнам Значи во вашата нема игра. време, ги Нема да каде се влезам парите во од вашето Црвен крст? црнило. Нема да влезам во вашето Како црнило. Толку сакам да Вие на искоментирам. луѓето мора да им Толку од помогнете. мене. Не постои друг начин освен вакво инстант решение. Во еден спор систем кој не може да одговори, прашајте било кој доктор, Па јас 20 години во политика, вие сте 20 години во политика. Од тој систем спор, вајде имате некој делчи и вие лично. Ќе ви каже Вајде, дека вие некој сега делчи во имате во тој спор моментот систем. мора да одреагирате за младите луѓе, да си ги задржат рацете, кожите, да функционираат. Вие ништо не правите. Сте ги оставиле тамо на чешма да ги мијат. Само може да кратко продолжам? објаснување. Сега ќе оди во редовна постапка, мора да се стави на дневен ред. Мора да се или не? стави на дневен Добро, ред, прашање значи ќе е видиме дебатата и аргументите дали ќе во се отфрли собрание. законот. Вашите 4 минути. Прашање и одговор. Сметам дека во рамки на собранието имаме опозиција која што е индиспонирана. Сметам дека луѓето кои што се виновни или во голем дел се виновни за она што се случува на Република Македонија, кои што се некој од нив со јавен собнеж за корумпираност, за луѓе кои што изгубиле катастрофално избори, седат во првите 2-3 реда во столчињата што седат опозиционите пратеници, мислам дека кажува многу за тоа. За тоа која состојба е опозицијата. Јас на тоа некам да ликувам, бидејќи сметам дека за една држава да биде подобра од тоа што е, секогаш добро да има и добра опозиција. Опозицијата во собранието со еден збор, ќе го сублимирам на крајот на емисијата, на што се обидував да го зборувам, да го објаснувам, е мрзлива, е неинвентивна, некреативна, без поднесени закони, без поднесени амандмани на законите, критикуваат вака закони по емисија, при тоа не се набичат подобрување на тоа законско решение, ако на вистина тоа законско решение не било добро, и сметам дека треба сериозно, вајде после овие локални избори тоа најсериозно ќе го сватат, а тоа е дека граѓаните не можат повеќе да бидат манипулирани од страна на неколку луѓе од СДСМ и нивните коалициони партнери од Левица и ДУИ, и мислам дека многу работи на политичката сцена ќе станат појасни. Сметам дека ние работиме честно, работиме одговорно, работиме најдобро тоа што го знаеме, даваме се од себе, веруваме во тоа што го работиме, и сметам дека објективно земено од мојот личен светоглед, Република Македонија е подобро место за живење денес, неголи пред една година на денешен ден. Благодарам. Мираковска, 2 минути за да ги одговор. симнете, колега, розевите очила, за да видите видиме каква е избори. реалноста. Ќе видиме реалноста на избори. немате Вие сте една некреативна позиција, не имате законски решенија и сами кажавте 65% се усогласување, немат на што да ви парира опозицијата, кога ќе имате едно решение кое е комплетно и решава нешто, вие го нарекувате, не сте појавени на комисија, има од СДСМ и дури доаѓате на комисија, на 4 комисии, јас доаѓате. Сега, Вемо. Не И кога ќе измислувајте, има не е вред наши да амандмани, измислувате, не кажете ги мислење. прифаќате, во најдобар случај ги презимате, ги ставате во ваши законски решенија и повторно ги предлагате. 2 минути дававте оценка за опозицијата, уште една минута остана за госпоѓа Мираковска без прекин. Вемула, имате една. Така да. Ако е тоа за почекот од денеска, добро. Нити е некој горцо на вие што го правите. Уште пострашно, ја задолживте државата, планирате да ја презадолжите, затоа што немате намера да спроведувате реформи, немате намера да ги користите средствата од Европска унија, затоа ќе си се задолжите, како што се задолживте во Унгарија, сега ќе се задолжите понатаму и во Британија, така ви е полесно, ќе донесете комерцијални кредити кои лесно ќе можете, во меѓувреме се ќе правите заткулисно, нема да имате никакви договори, нема да има никаква транспарентност. И донесовте закон за јавни набавки, кој е крајно нетранспарентен, значи се што значи подготовка за една страшна корупција која јавноста ќе ја види. Само корумпиран гледа корупција. Веќе е многу страшно. Сега ќе ја видите опозиција, за раз ние на вас ви видовме, ние до сега ви дадовме простор, од сега вие ќе видите што значи опозиција и како крева глас. Ви дадовме доволно простор да видиме што правите, од сега натаму ќе се судрите и секој ден ќе мора да давате одговори за она што го правите, затоа што веќе има многу за што како власт треба пред јавноста да одговори.
време на избори ќе разговараме. Ние со големите проекти со брза железница, со автопати, а вие со овие лажни обвинувања и граѓаните ги проценат турно во право, а ви кажав и на почетокот така ќе завршам. После октомври повторно ќе се видиме вака на дебата, па ќе поразговараме. Благодарам што вечера бевте мој гост и вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете на Телма, а за сите информации telma.com.mk.